Особено со мигрантиве и со железницата и така натака, Велика Британија има уште еден интерес од Македонија и од земјиве што не се членки, а се дел од Западен Балкан. А тој интересот, пошто они се надвор од Европска унија, они ја напушти Европска унија, меѓутоа Европска унија заговара нов модел на носење на одлуки, на гласање на одлуки, кој што ќе биде мнозински, а нема да биде со акламативно гласање. Мојата претпоставка и тогаш и денес е дека ако некој го почне процесот за уставни измени за ставање на бугари во устав, тоа ќе биде токму Христијан Мицкоски, токму заради овие аранжмани. Па и нема кој За друг. Македонија да влезе меѓу другото во Европска унија и да биде сателит на Велика Британија во Европска унија, не само Македонија, туку и Албанија, туку и Црна Гора. Така За утре кога ќе треба на Велика Британија некоја политичка одлука од Европската унија, да може или да ја оценува или да тргува со гласовите на овие држави во да се Европската повика унија. На пример Христијан ще рече европските перспективи ги разговарале со така земја е. која што не е членка Така на е. Европската Значи, унија. Европските перспективи се овие. Ние да бидеме сателит држава на Велика Британија, како што ќе бидат и другиве што треба да дека- треба да биде во овој момент многу свесен Христијан Мицкоски дека не влагал приказка и уигра со луѓе кои што ќе му речат утре еј фала шефе, многу добро заврши работа, сега ќе идеш во историја, ние ќе те частиме, него влагал приказка со луѓе кои што измислија 30 нации дека во Африка испотепа еден куп народ и не ги интересира ништо. Така да треба да си биде вака малце посвесен околу И постапка.